Семејство е актуелна тема последниве 3 декади, но со сомнителен прогрес. Како гледате вие на оваа тема кај нас? Да ви кажам, јас можеби ќе ви изненади ова што ќе го кажам. Мислам, тоа не е само кај нас присутно, тоа е, мислам дека и на моето светско искуство со жени истото сум го осознала, дека ми се чини дека жените сами за тоа се криви. Знаете, ние жените некако немаме, американците имаат добар израз self-confidence, самодоверба. Жената во секој поглед е подобра од мажот. Значи, она е повредна, секогаш се пообразовани, они се секогаш по... Но кога ќе треба да се качи на сцената, еве како овде, тогаш она има како еднарачна кочница и останува во тоа место каде што се наоѓа. Не знам зошто е тоа така. Се повлекува и недостасува. Мислам дека, еве, знаете како, за едно исто работно место. Значи, може 2 пати повеќе да е квалификувана жената, да има поголемо образование, да е поработлива се. Ако има маж и жена на тоа место да конкурираат, мажот мисли за себе, јас сум роден за ова место, а жената мисли, па не знам, чекај, може уште треба јас да работам за да стигнам до таму. Мислам дека ова е централното прашање, што треба да дискутираме. Зошто? Тоа е еден момент кој што сега се надминува. Значи, не треба никого друг да го окривуваме. Ние самите треба да го осознаеме тоа и да работиме на тој случај. Сега јас не зборувам за некои земји каде што, да кажеме, woman rights се граничи со human rights. Тоа секако жените не им е дозволено да влегуваат ни во бизнес, нити нешто да влегуваат во големи приказни, но во балканските земји, особено балканските земји што сме биле, нели, години под социјализмот, каде што жената и мажот апсолутно биле равноправни и работеле, секогаш се знаело дека работат, исто така и во високо развиените земји во светот. Никој не ги брани на жената да заземе лидерска позиција. Никогаш жените не сакаат да седнат на главната маса. Не знам зошто е тоа така, но така е. Дали е до воспитувањето, дали работите се менуваат и ќе се променат сега, значи многу се зборува на таа тема, многу се... Сега не зборувам генерално, зборувам сега за повеќето жени. И мислам дека тука треба многу да се поработи и сите кои што имаат и такви лидерски школи, и за жени, и лидерски курсеви, не знам, мора да им се даде самодоверба на жените. И тоа се постигнува, мислам дека и со искуството се постигнува тоа и во животот, но сепак и од мали нозе родителите и сите околината треба на тоа да биде да даде свое влијание. Така е.